Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер, да ги проследиме содржините подготвени за вечерва. Денес е Велик петок, најтажниот празник во христијанската религија. Верниците се подготвуваат за Воскресението Христово. Македонска традиционална храна од пијанец доби своја публикација. Локалните рецепти на вредните домаќинки се преточија на хартија. Житна пијавица и црн житарец се штетниците кои ги напаѓаат житните култури, особено пченицата и јачменот. Започнуваме со значењето на денешниот ден. Денес е Велики петок или најтажниот празник во христијанската религија. Верниците се подготвуваат за Воскресението Христово. Православните христијани денес го одбележуваат Велики или Распен петок, најтежок празник во христијанската религија, ден на строг пост и црковни бденија во знак на сочувствување со распнатиот Исус, кој се принесе себе си како искупителна жртва во име на човечкиот род. Денес не бијат црковните ѕвона, а во православните храмови се читаат царските часови со бдење и изнесување на светата плаштеница. Велик петок е вовет во големиот празник Великден, за кој честитки упатуваат првите луѓе на дел од општините во источниот регион. Поштовани сограѓани, ја користам оваа прилика да ви ги честам престојните великденски празници. Го честам празникот на сите свешеници во нашата Брегалничка епархија, на монаштвото од Лестовскиот манастир, на сите оние кои го чекаат овој радосен празник и најголем празник на православните христијани. Оваа прилика сакам да кажам дека ако не беше христијанството, ако не беше Исус Христос, ако не беше Библијата, тешко да обстанеше човештвото. Во историјата сме имале многу искушенија. Благодарение на нашата света Македонска православна црква обстојавме. Таа не беше училиште и закрила и национален понос. Затоа, честитајќи големиот христијански празник, сака да ви посакам да имате многу здравје, да имате успех, на сите кои имаат, да ги споделат материјалните вредности со оние кои немаат. Да не ја губиме надежта, затоа што со воскресувањето Исус Христос донесе радост. Христос воскресна, навистина воскресна. На сите наши сограѓани од христијанска вероисповед им го честитам големиот верски празник Великден и им посакувам многу среќа, здравје и успех и просперитет на нивните фамилии. На сите граѓани од општина Берово со православна вероисповед им го честитам најголемиот христијански празник Великден, а воедно и правомајските празници. Им посакувам да имаат лична среќа, среќа во семејството и секогаш да бидат позитивно настроени. Христос воскресе. Од моје лично име и од име на општина Пехчево, на сите граѓани од општина Пехчево, православни, и на сите други православни граѓани, им ги честитам великденските празници и правомајските празници со желба за лична среќа, здравје и успех во животот. Црковните богослужби во православните храмови продолжуваат утре со вечерна литургија на Свети Василий Велики во 7 часот и 30 минути и полуношница половина час пред полноќ со биење на црковните ѕвона. Најубавото великденско јајце е манифестација која организира културно-информативниот центар Романс од Македонска каменица. За најдобрите учесници следи награда, а за да биде се регуларно е формирана и комисија со цел обичниот граѓанин да биде дел и активен во општествениот живот на оваа општина. Во пресрет на великденските празници пред плотото на црквата Успение на Пресвета Богородица во Македонска каменица, културно-информативниот центар Романса организира манифестација насловена како најубаво украсено великденско јајце. По повод големиот христијански празник Воскресение Христово Великден, културно-информативниот центар Романса од Македонска каменица и од оваа година сака да ја продолжи традицијата за избор на најубаво украсено великденско јајце. Македонска каменица денеска беа представени
неколку кандидати, во која беше формирана комисија. Треба да избереме најубаво украсено јајце, а тоа е многу тешко затоа што сите се убави. Сите кандидати вложиле многу труд и трпение во своите изработки и секако дека треба да се награди трудот на сите учесници. Оваа манифестација се организира веќе неколку години од Културно-информативниот центар Роман се информираа дека ова традиција ќе продолжи и во иднина. Сето тоа се организира за да се зголеми креативноста, но и учеството во општествениот живот на самите граѓани од оваа општина. Грција, Шпанија и Италија најпосакувани европски дестинации годинава за великденските и правомајските празници, но дел од граѓаните го остануваат овде, празниците ќе ги поминат во некои од нашите домашни капацитети. Великденските празници и денот на трудот 1 мај годинава се поклопуваат во еден ист продолжен викенд, па затоа дел од граѓаните празничните денови веќе ги испланирале и резервирале. Некои од нив ќе останат овде и празниците ќе ги поминат меѓу најблиските и во природните убавини на земјава. А голем дел од нив, слободните денови ќе ги искористат и заминат на некои светски и европски дестинации. Интересот на нашите сограѓани е на повисоко ниво во однос на претходните години, затоа што овие два празника, 1 мај и великденските празници, се спојуваат. Така да сограѓаните имаат повеќе денови слободни на кои што ќе можат да се посветат да отидат на некое патување. Годинава туристичките агенции со интересни дестинации и програми. Граѓаните најмногу интерес пројавиле за островот Крв. Првично ќе кажеме до островот Крв во Грција, па потоа Будва програмата со Дубровник посетата, Швајцарија програмата за Швајцарија, Милано, Лугано и Комо и неколку авионски тури. Програмите вообичаено ги содржат посета на атрактивните туристички локалитети, се задржуваме на посета на некои историски знаменитости кои што се секогаш впишани во историјата, се задржуваме на некои природни реткости и убавини кои може да се забележат во одредена држава и сето тоа го склопуваме во една така интересна туристичка приказна која што секој посетител кој би отишол на патување, кој ќе се врати, оваа приказна да му остане така запечатена во неговите сеќавања за еден подолг временски период. Освен овие, топ дестинации годинава се Грција, Шпанија, Италија и Турција. Покрај овие, за време на великденските и правомајските празници и домашните угостители очекуваат целосна исполнетост на капацитетите. Продолжуваме со останатите информации од регионот. Македонска традиционална храна од пијанец доби своја публикација. Локалните рецепти на вредните домакинки се преточија на хартија во публикација како дел од прекуграничниот проект на Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево, кој обработува теми за промоција и ревитализација на културното наследство на општините Симитли од Република Бугарија и Делчево од македонска страна. Пијанечката традиционална храна го доби својот прв официјален готвач. Локалните рецепти на вредните домакинки се преточија на хартија во публикација како дел од прекуграничниот проект на Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево, кој обработува теми за промоција и ревитализација на културното наследство помеѓу општините Симитли од Република Бугарија и Делчево од македонска страна. Вештите раце на нашите домакинки од Делчевско направија некаде околу 50 уникатни јадења кои хронолошки си наредени почнувајќи од јануари па до декември, што се готви, како се приготвува и имаме значи и дел од село Брежан и од традиционалната храна, дзирнавме малку и во нивната кујна. Този проект ни даде възможност да се усетим много близки. Имаме еднакви проблеми, имаме сходни виждания за това какво трябва да се направи, за да се решават тези проблеми, основно в културната и духовната сфера. Ние направихме по проекта едно голямо социологическо проучване за възможностите на културата за туристическо развитие на двете страни. Имаме много потенциал двете общини. Много ни са сходни песните, обичаите, храните,
Просто сме си, границата не важи. Тук е една бразда, нищо не. Во рамки на проектот беше презентирана и фотографска изложба на 25 фотографии од Делчево кои беа поставени во фоајето на културно-уметничкото друштво, а кои имаат за цел да се оживее и повторно да се презентира убавината на Делчево. Не сум пристрасен, но мислам дека овде е природата, овде е чистиот воздух, овде се сите локалитети кои можат да се видат. Нашата Македонија е голема и е богата. Инаку културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево, проектот со општина Симитли, Република Бугарија, го реализира преку програмата на Европската Унија ИПА за меѓугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија. Пред Националната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип утре ќе се случи традиционалното одбележување на Интернационалниот ден на џез музиката. Организаторот Видан Лазарев најави гостување на голем број познати џез музичари од државата кои ќе го задржат вниманието на присутните. Со попладневниот музички перформанс на Зоран Велковски во Центарот на Штип, во сабота ќе започне годинешново одбележување на Интернационалниот ден на џез музиката. Видан Лазарев, кој трета година поред го организира овој настан во Штип, во неколку наврати најави учество на голем број џез музичари од државата, а списокот на учесниците секој ден е се побогат со нови имиња. Според најавите, освен Велковски ќе настапуваат Симон Киселички, Гоце Мицанов, Горан Гешовски трио, Игор Величковски, џез квартетот Еквинокс од Штип, а своето присуство го потврдила и Анета Качуркова. Најновите имиња кои ќе настапуваат во сабота се Петре Ангелов и Илија Митрев, џез музичари од Кавадарци. Официјалниот дел од настанот ќе се случува пред Националната установа Центар за култура Ацо Шопов со почеток во 21 часот, а неофицијалниот во 17 часот, со ликовен перформанс на неколку штипски уметници. Поетско читање во организација на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, работилница со познатиот штипски гитарист Ивица Јорданов, а предвиден е и омаш за Христо Крстевски, авторот на познатата песна Еден бакнеш, која своевремено е испеани на Спирова, а во сабота тоа ќе го сторат студентите од Музичката академија. По завршувањето на официјалниот дел, присутните љубители на џез музиката ќе можат да присуствуваат на Jam Session, кога ќе ги слушнат сите изведувачи како изведуваат композиции кои не се дел од предвидената програма. Житна пијавица и црн житарец се штетниците кои ги напаѓаат житните култури, особено пченицата и јачменот. Кај посевите со компир пак се појави штетникот компирова златица. Од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Кучани со совети до земјоделците да користат разни инсектициди со цел заштита на своите посеви од штетниците кои може да предизвикаат огромни штети. Поради појавата на суша во Кочанскиот регион подолг период, се јавија одредени проблеми кај житните култури, посебно кај пченицата, затоа што таа бара поголема влага од јачменот. Забележана е појава на штетниците житна пијавица и црн житарец кај пченицата. Затоа од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството од Кочани со апел до земјоделците дека треба да вршат редовни контроли на своите посеви и да ги заштитат со инсектициди. Житната пијавица, лемата, исто така и црниот житарец, забрусот, кој што редовно секоја година знаат да направат проблеми, така што земјоделците треба да бидат подготвени на време за да пристапат кон заштита со одредени видови на инсектициди, за да си ги заштитат своите посеви. Во делот на градинарските култури забележана е појава на компировата златица, која што ги напаѓа посевите со компир и предизвикува големи штети. Така што земјоделците треба да ги заштитат своите посеви со употребата на инсектициди. Инаку во полн ек е сеидбата на оризот и пченката, а препораката до оризопроизводителите е да се користат хибриди со пократка вегетација. Набавката на огривни дрва до домакинствата во Штип започна. За граѓаните ова значи сигурна зима, меѓутоа за општинските комуналци многу работа, затоа што дрвата се истовараат и по тротоарите. Започна доставувањето на огревни дрва до домаќинствата во Штип. Ова за граѓаните значи сигурна зима, а зголемена работа за општинските комунални инспектори, кои секојдневно се на терен и реагираат по пријави од граѓани, кои навреме не ги отстрануваат дрвата од јавни површини. За неодговорното однесување на граѓаните следуваат парични казни. Имаат рок 7 дена да ги исечат и да ги складираат во своите дворови. Доколку истите не ги отстранат, значи во тој предвиден рок од 7 дена, следува казна, значи по законот за јавна чистота,
од 50 евра во денеска противвредност. До сега можам да кажам дека сите граѓани значи го почитуваат тој рок од 7 дена, со мали исклучуци некаде кај што значи и подолго време значи стоат, но до сега значи сите граѓани го почитуваат овој дел од законот. Исто така граѓаните треба да внимаваат и со градежниот отпад, да не го оставаат по улиците и навремено да го одложуваат на места кои се предвидени за тоа. За градежниот чуд повеќе пати упатуваме апел до сите граѓани дека истиот треба да го отстранат, односно да го фрлат значи на старата депонија Крстот, која се наоѓа до населба Пребек. И истиот значи треба да го отстранат, да го одложат, бидејќи доколку го одложат на јавна површина, на тротоар или на самиот пат, следува казна од 50 до 200 евро во денеска противвредност по законот за јавна чистота и по одлуката за комунален ред. Општинските комунални инспектори деновиве зачестија со акција за отстранување на стока и живина од централното градско подрачје. Започна реализацијата на проектот поставување на соларна пумпа за хлор на резервоарот за вода за пиење на село Црник. Со искористување на природните ресурси, односно со енергијата на сонцето, село Црник во Пехчево ќе добие чиста вода за пиење. Преку проект финансиран од Бирото за регионален развој на Република Македонија од програмата за рамномерен регионален развој за 2015 година, започна реализацијата на проектот поставување на соларна дозир пумпа за хлор на резервоарот за вода за пиење во село Црник Пехчевско. Бирото за развој вакви проекти финансира во подрачјата со специфични развојни потреби. Обезбедувањето на здрава вода за пиење е прв приоритет на секое едно општество. Системот за водоснабдување на општина Пехчево и за населените места во општината е еден од најважните инфраструктурни објекти во истата, истакна градоначалникот Игор Поповски. Со поставувањето на соларната дозир пумпа за хлор на резервоарот за вода за пиење во село Црник Пехчево ќе се искористат природните ресурси, односно природните обновливи извори на енергија сонцето. Со реализација на овој проект ќе се подобри квалитетот и исправноста на водата за пиење во село Црник, а со тоа ќе се овозможи и квалитетот на здрав живот на граѓаните, ќе се подобри јавната хигиена, како и хигиената на живење. Инаку во село Црник Пехчевско населението се занимава претежно со земјоделство и сточарство, па чистата вода им е и повеќе од потребна. Со сточарство, стока, овци, крави. Со земјоделието. Колку овци имате? Ами околу 100 ги има. Може поја, само 100 ги има. Со земјоделие имам, поддржавам, имам си трактор, си имам машините работи, земјоделие, сега си. Пшеница, такви работи. А овците продадох, не мога веќе да. Со соларната дозир пумпа за вода ќе се врши постојано хлорирање, односно дезинфецирање на водата за пиење и истата ќе биде бактериолошки и хемиски чиста и исправна. Ќе бидат уништени сите патогени, микроорганизми во истата. Председателот на Еврогрупата Јерун го извести грчкиот министер за финансии дека државите од еврозоната на 9 мај ќе имаат средба на која ќе се разгледа ситуацијата во Грција. Според портпаролот на владата во Атина планирана била средба за вчера, но таа била откажана откако било оценето дека нема доволно напредок во преговорите меѓу Грција и кредиторите за потребните реформи на државата пред да биде префрлена нова транша од програмата за економска помош. Доналд Туск изјави во средата дека министрите би требало да определат нов датум за средба на Еврогрупата за Грција, за да се избегне обнова на несигурноста за способноста на државата да се финансира. Полицијата во Онтарио соопшти дека уапсиле 80 луѓе во рамки на масовна истрага за детска порнографија на интернет, јавуваат локални медиуми. Против нив се подигнати обвиненија за сексуални напади, поседување, производство и дистрибуција на детска порнографија. Полицијата соопшти дека досега се идентификувани 20 жртви на порнографија. Канадската полиција во таа акција соработувала со Американското министерство за внатрешни работи. Опозицијата во Венецуела собра 600.000 потписи, што е 3 пати повеќе отколку потребните 200.000 за покренување постапка за распишување референдум за отповикување на председателот Николас Мадуро.
Тоа се голем број на потписи ако се земе предвид дека изборните власти бараат нешто помалку од 200.000, изјави Енрике Маркес, председател на парламентот. Државната изборна комисија и одобри на опозицијата во вторникот да собира потписи за покренување прва фаза од референдум за отповикување на председателот Мадуро. Венецуела е во длабока политичка криза по победата на опозицијата на парламентарните избори во декември, прв пат по 1999 година. Продолжува разигрувањето во првата македонска фудбалска лига. Утре ќе се одигра 30-тото коло во плей-оф фазата и надпреварите од плей-аут. На програмата се следниве надпревари. По победата од минатото коло против Шкупи, Штипска Брегалница утре ќе ги одмери силите против второпласираната Шкендија. Силекс ќе ја пречека екипата на лидерот Вардар, додека пак Работнички ќе гостува кај Шкупи. И во плей-аут фазата ќе се одигра надпреварот меѓу екипите на Металург и Турново. Наредното 31 коло ќе се одигра веќе наредната недела, односно на 8 мај. Наредното 31 коло ќе се одигра веќе наредната недела, односно на 8 мај, а ќе се одиграат следниве надпревари: Брегалница Работнички, Вардар Шкупи и Шкендија Силекс. А додека во плей-аут фазата на 8 мај ќе се одиграат следниве надпревари: Металург Царев Двор и Ренова Турново. И ова беше се во централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Не заборавајте, дневник 3 е на само 30 минути пред полноќ по завршувањето на играниот филм. До тогаш пријатно.